20 часот, централен дневник на К1 телевизија, јас сум Мања Василева. Во овој дневник донесуваме информации од Македонија, регионот и светот. Во фокусот се разбира се изборните активности на политичарите. Во трка за гласот на народот се промовираат изборните програми. Директни средби, пресконференции, митинзи, ова се само дел од формите на политичко дејствување. По трите настани на денот започнуваме. На 2 дена до крајот на изборната кампања, партиите, коалициите и независните кандидати продолжуваат со презентација на нивната изборна програма пред граѓаните. 4 месеци поред расте индексот на трошоците на живот во споредба со истиот период лани. 37 лица загинаа, 40 се водат како исчезнати по поплавите и свлечиштата во северниот и централниот дел на Виетнам. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска во изборна кампања со кандидатот за градоначалник на Велес од коалицијата предводена од СДСМ Аце Коцевски. Тие имале средби со жителите од населбата Рамина и така наречените социјални згради. Во текот на вчерашниот ден заедно со Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска разговаравме со две социјално ранливи групи, рече денеска на пресконференција Аце Коцевски, кандидат за градоначалник на Велес од коалицијата предводена од СДСМ. Во населбата Рамина Коцевски вели дека со жителите разговарале околу изнаоѓање на трајно решение на проблемот со домови за живење, но оние семејства чии куќи беа рушени, потоа за нередовната исплата на паричната помош, како што Коцевски вели, за митото кое што им било барано на граѓаните за добивање на инвалидска пензија. Има најави во скоро време да се донесат повеќе реформски закони со кои еден по еден ќе се разрешуваат сите проблеми кои се од витално значење за нив. Министерката Царовска и Коцевски разговарале и со станарите од така наречените социјални згради. Таму проблемите биле поврзани со статусот на користење на станови и висината по која може да се откупи квадратен метар. Ветувањата се дека во наредниот период брзо ќе се направи ревизија на користењето на стамбениот простор. Исто така им ветивме дека се ќе направиме цената која сега, односно цената што претходната власт им ја барала во износ од 660.000 евра, која е далеку над пазарната цена на новите станови во Велес за откуп на становите, ќе биде ревидирана и дека ќе биде определена реална пазарна цена за тие што сакаат да ги откупат становите, а дека за другите корисници на становите ќе биде одредена символична цена на кирија за да се покријат трошоците. Коцевски очекува многу брзо еден дел од така наречените социјални станови да бидат пренесени во надлежност на општината, оти со децентрализацијата, дел од обврските на Центарот за социјални грижи ќе ги имаат општините. Превработеност, ненаплатени побарувања, лоша организација на работата. Според Аце Коцевски, кандидат за градоначалник на Велес од коалицијата предводена од СДСМ, ова биле дел од проблемите на јавното претпријатие Дервен. Јавното комунално претпријатие Дервен се соочува со многу проблеми, вели кандидатот за градоначалник на Велес од коалицијата предводена од СДСМ Аце Коцевски. Во Дервен, Коцевски вели дека имало превработеност, проблеми околу ненаплатени големи побарувања, лоша организација на работата, но и конфликт на интереси. Мојот став е дека веднаш по стартувањето на функцијата градоначалник треба да се направи комплетна ревизија не само на финансиското работење на општината, туку и на финансиското работење на јавното комунално претпријатие Дервен, да се избере нов менаџерски тим кој многу поуспешно од досегашниот ќе го води јавното комунално претпријатие. Подитно треба да се намали цената на водата барем за 10%, затоа што нема потреба граѓаните и понатаму да плаќаат толку висока цена на вода, затоа што кредитот МЕАП е веќе вратен. Коцевски ветува намалување на цената на чинење на водата, зголемување на платите на вработените во Дервен, како и исполнување на барања на бизнис заедницата. Би сакал да им порачам на бизнисмените дека и нивното барање ќе биде веднаш спроведено во дело, цената на доместокот за исправање на комуналниот смет да не се пресметува по метар квадратен, туку да се пресметува според реално испралениот комунален смет. Со добро работење, Коцевски вели дека за брзо време ќе се стабилизирала работата на ЈКП Дервен.
со цел граѓаните да добиваат квалитетна услуга. На денешната пресконференција, кандидатот за советник од СДСМ Стево Крстевски упати прашање до кандидатот за советник од редовите на ВМРО-ДПМН Флорентина Ристовска-Шурбевска. А прашањето гласеше дали е точно дека против неа има пуштено кривична пријава од страна на Центарот за јавно здравје Велес. Кандидатот за советник на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Стево Крстевски на пресконференција упати прашања до кандидатот за советник на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН Флорентина Ристовска-Шурбевска. Запраша дали е точно дека против неа има пуштено кривична пријава од страна на Центарот за јавно здравје Велес. Дали е вистина дека од Центарот за јавно здравје противправно сте одзеле штембил и округол печат на установата каде бевте директор и повеќе години сте ги чувале кај себе? Ако е вистина, дали ќе докажете каде и за кои потреби се употребувани или злоупотребувани печатите? Дали е вистина дека од установата каде бевте директор сте го одзеле вашето работно досие и сте го чувале кај себе одреден временски период, со што истото така сте го прекршиле законот? Крстевски уште запраша дали е вистина дека Шурбевска одземала службени предмети, односно лаптоп и печатар, и го однела во својот дом. Доколку овие тврдења се точни, Флорентина Ристовска-Шурбевска ќе потврди дека местото не е во советот на општината, додаде Крстевски. СДСМ на пресконференција ја обвинија детската градинка Димче Мирчев за користење на Facebook страната за партиски активности. Ивановска вели дека директорката ја искористила Facebook страната за да ги повика граѓаните за партискиот митинг на ВМРО-ДПМН. Незаконски е и недозволиво јавно рекламирање и повик за митинг на Facebook страните на локалните институции. За ова денеска од партиската говорница на СДСМ обвини Вероника Ивановска, кандидат за советник од редовите на СДСМ за Велес. Таа вели дека преку Facebook страницата на детската градинка Димче Мирчев се повикувале граѓани за партиски митинг. Славчо Чадиев и сите кандидати на ВМРО-ДПМН треба да се засрамат од тоа што го направија деновиве. Незадоволливо е на Facebook страницата на градинката Димче Мирчев да се рекламираат и да се повикуваат граѓани на нивниот митинг. Тоа е казниво со закон. Дали криминалецот Никола Груевски ги учи така неговите следбеници да си го рекламираат партискиот митинг на официјалната страна на детската градинка Димче Мирчев во Велес? Ова е очајнички потек на ВМРО-ДПМН и пред изборите, вели Ивановска. Таа прашува и дали Славчо Чадиев знае што направила директорката на градинката Димче Мирчев. Знаете ли што направила вашата поставена директорка на градинката? Ова ли се вашите кадри, господине Чадиев? Со вакви ли кадри кои објавуваат политички содржини на интернет страница на детската градинка ќе ја водите општината Велес? Најмалку што може да направите, господине Чадиев, е да им се извините на Велешани, затоа што вашиот кадар од детската градинка Димче Мирчев ја злоупотребиле градинката преку нејзината Facebook страница за ваши политички цели. Ваквите неодговорни и незаконски активности ќе завршат по 15 октомври, рече кандидатот за советник на СДСМ за Велес Вероника Ивановска. Во недела гласаме за промени, гласаме за живот на кавадарчани, рече денеска на прескандидатот за градоначалник на СДСМ Бети Јанкитев. Тој рече дека силно верува дека кавадарци со напорна и посветена работа, но и со искрени луѓе на чело на општината, може да стане еден од најразвиените градови во Македонија. Напредокот на кавадарци и подобрувањето на животот на граѓаните на кавадарци од секогаш ми биле примерна цел во мојата политичка кариера, како советник во општина Кавадарци и особено како пратеник во Собранието на Република Македонија, секогаш со искрена желба и со сите сили се борев за кавадарци и за кавадарчани, рече денеска на пресконференција кандидатот за градоначалник на СДСМ Бети Јанкитев. Мојата визија е Кавадарци да стане европски модерен град со одлична инфраструктура, со чист воздух и здрава животна средина, урбано целосно уреден, привлечен за туристите
и економски силно развиен, каде секој граѓанин ќе може достоинствено да живее. Со сите сили ќе се борам општина Кавадарци да стане лидер во транспарентност, отчетност и ефикасност на администрацијата. Општината и предпријатијата да бидат сервис на граѓаните во општина Кавадарци. Граѓаните на Кавадарци заслужуваат да имаат многу повисок животен стандард, посредени улици, поубави паркови, нови градинки, нови спортски терени и почист воздух. Заедно здружени може да направиме многу за нашиот град, потенцираше Китев. Коалицијата предводена од ВМРО ДПМН денеска свое представување ќе има во Велес, на кој ќе биде представен кандидатот за градоначалник Славчо Чадиев и листата на советници, но ќе биде и промовирана програмата. Директно од местото на одржување на митингот ја вклучуваме колешката Катерина Нацева. Кате, добро вечер и повели со деталите. Добро вечер, Ања. Токму така се наоѓаме на местото каде што вечерва ВМРО ДПМН и коалицијата ќе имаат свое представување пред Велешани. Очекуваме обраќање да има председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, но и кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН и коалицијата за Велес Славчо Чадиев. Своје обраќање ќе има и носителот на листата Александар Колев, кој во моментов го имам и овде за мој соговорник. Колев, што е она што очекувате од овие избори? Очекуваме победа. Ние водевме една позитивна кампања на постојана комуникација со нашите сограѓани, кампања во која што се обидовме да ја прикажеме нашата програма Нова ера за Велес и да се повикаме на сето она што го реализиравме за Велес во изминатиот период. За нас во ВМРО ДПМН политиката не е простор за ширење гнев и омраза, туку е простор каде што треба да го извадиме најдоброто од себе. Затоа ги имаме најдобрите кандидати на нашата листа за советници, кандидатот за градоначалник Славчо Чадиев и најдобрите решенија за развој на Велес. Само да напоменам дека изминатиот период тие беа активни меѓу граѓаните, има многобројни посети каде што своевремено ја презентираа предизборната програма и директен контакт со граѓаните. Доколку немаш, Ања, дополнителни прашања, ние остануваме овде да го проследиме до крај обраќањето на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и обраќањето на кандидатот за градоначалник за Велес Славчо Чадиев. Ти благодарам, Ката, за информациите. Почитувани, тоа беше Катерина Нацева од митингот на ВМРО ДПМН и коалицијата, што во секој момент треба да започне. Ние по краткиот джингл се враќаме веднаш. Ослободување од плаќање на сметки за вода и комунали за социјално загрозените семејства и отпишување на утужен долг е мерката од предизборната програма која денеска ја презентираше кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН за Велес Славчо Чадиев. Со цел да им излеземе во пресрет на социјално загрозените семејства, иако во изминатиот период покажавме голема грижа за оваа категорија на граѓани, предвидуваме ослободување од плаќање на сметки за вода и комунални трошоци, како и на лицата со посебни потреби, а исто така и отпишување на утужен долг, најави кандидатот за градоначалник на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН Славчо Чадиев. Истакна дека оваа мерка ќе започне да се реализира веднаш по добивањето на мандатот на првата седница на Советот. Врз основа на подготовците од нашата досегашна соработка со Центарот за социјална работа, од оваа наша нова мерка, корит можат да имаат 1000 домаќинства од нашиот град. Сакаме уште еднаш да ја повториме нашата цел и намера со оваа мерка, а тоа е дека со отпишување на долгот спрема Дервен, оваа група на наши сограѓани ќе добијат нова шанса да почнат од почеток. Чадиев потенцираше дека социјалната заштита има значајно место во изборната програма Нова ера за Велес и најави дека во наредниот 4-годишен мандат ќе се реализираат и други проекти. Реконструкција, адаптација, пренамена на зградата на поранешното основно училиште Джинот во центар за лица со посебни потреби и детска градинка. Нови детски градинки, отварање на дневен центар за стари лица, изградба на пристапни патеки за хендикепирани лица, пункт за бездомни лица, реконструкција и оплеменување на дворното место во дневниот центар за лица со ментална и телесна инвалидност,
клуб за поддршка на лекувани алкохоличари и многу други проекти, најави Чадиев. Како поттик за напредок и подобро образование на младите од нашиот град, во наредниот мандат ќе донесеме одлука со која двојно ќе го зголемиме бројот на стипендии што ги доделува општината за талентирани ученици и студенти. Ова го најави носителот на советничката листа на ВМРО ДПМН Александар Колев. 40 стипендии за талентирани ученици предвидува локалната самоуправа предводена од ВМРО ДПМН во наредниот мандат. Александар Колев, носителот на советничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата за Велес, вели дека главната цел е младите луѓе кои покажуваат резултати во своето образование, нивниот успех да биде препознает и да добијат поттик за нивно понатамошно стручно градење и усовршување. Зголемувањето на бројот на стипендиите за талентираните ученици и студенти представува продолжување на политиките на локалната самоуправа предводена од ВМРО ДПМН од претходните години. Откако ја преземавме одговорноста да ја водиме општината, ова ќе биде вкупно трето зголемување на бројот на стипендии кои се доделуваат на нашите млади сограѓани, на учениците и студентите. Колев, правејќи споредба со претходните години, рече дека во времето кога со општината раководеше претходната власт на чело со Аце Коцевски, се доделуваа вкупно 6 стипендии, по 3 за талентирани ученици и средношколци. Во изминатиот мандат повторно го зголемивме бројот на стипендии и ја достигнавме бројката од вкупно 20 стипендии за талентирани ученици и студенти. Со наредното зголемување, двојно ќе биде зголемен бројот на стипендии и ќе достигнеме бројката од вкупно 40 стипендии, 20 за талентирани средношколци и 20 за студенти. Тоа е за 34 стипендии повеќе отколку во времето додека СДСМ ја предводеше општината. Бесплатни плацови за млади брачни двојки, отварање на стартап центри, воспоставување на Центар за култура и млади, мултифункционална читална, се само дел од проектите во предизборната програма на ВМРО ДПМН и коалицијата Нова ера за Велес, која ќе значи подобар и поквалитетен живот за младите, потенцираше Колев. До завршување на проектите за комплетно решавање и подобрување на водоснабдувањето во Неготино, овозможување на континуирана и непречена работа на јавното предпријатие Комуналец, изградба на модерен градски пазар, се проектите на кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН Златко Пенков. Кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН од Неготино Златко Пенков денеска на пресконференција ги представи проектите кои се дел од неговата програма, а се во насока на решавање на најзначајните проблеми и потребите во Неготино. Основен приоритет за општина Неготино е водоснабдувањето, за кое вели Пенков ќе стави крај на рестрикциите на вода во Неготино. Истото ќе го овозможиме со дозавршување на проектите за комплетно решавање и подобрување на водоснабдувањето во Неготино преку реконструкција на водоводната мрежа на 5 улици во градот, доведување на дополнителни 30 литри вода во секунда во системот и изградба на филтер станица. Ова е најголемиот приоритет за Неготино и ветувам дека максимално ќе се заложам Неготино повеќе да нема рестрикции за вода. Во наредните 4 години ќе се овозможи континуирана и непречена работа на јавното предпријатие Комуналец со максимална поддршка од страна на локалната самоуправа. Неготино ќе добие и модерен градски пазар, затоа повеќе од неопходна е реконструкцијата на градскиот пазар со обезбедување на покриена конструкција и нови тезги, рече Пенков. Проектите кои се во насока на подобрување на условите и стандардот за младите во Кавадарци беа презентирани вчера вечер во 3D салата при Домот на културата Иван Мазов Климе. Организатор на настанот беше УМС на ВМРО ДПМН Кавадарци, а гости на трибината беа актуелниот градоначалник Александар Панов и кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН Митко Јанчев. Денес ние, како Унија на млади сили на ВМРО ДПМН, организираме една трибина се со цел да дадеме една поддршка за нашиот кандидат за градоначалник, господинот Митко Јанчев, и да промовираме и да презентираме во едно кратко видео дел од сите проекти кои што ги опфаќаат младите. Во недела, јас како претседател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН Кавадарци, сакам да им порачам на сите млади луѓе во нашиот град
да излезат масовно на 15 октомври во недела и да го дадат гласот за нашиот кандидат, господинот Митко Јанчев, и за најдобрата опција на овие локални избори. Случајни минувачи денеска во Велес забележале како по реката Вардар плови женски труп. Истото го пријавиле во полиција. Во извлекувањето на трупот учествувале пожарникари и кајакари, а смртта на жената ја констатирал лекар од итната медицинска служба. Колешката Дијана Иванова со повеќе детали. Женски труп е пронајден во водите на реката Вардар, низ лездот од Велес, кај местноста позната како Долни Дуќани. Според првичните информации, трупот бил забележан како плови по Вардар кај Стармост, па минувачите случајот го пријавиле во полиција. Покрај самата река го најдовме Павле Зафиров. Тој вели, одамна немало давеник во Вардар. Поодамна нема, ова е стварно редок случај. Не знам, подолги години нема удавеник овдека онадамна. Во излекување на трупот учествуваа кајакари и пожарникари. Смртта ја констатира лекар од итната медицинска служба. По наредба најавен обвинител во наредните 3 дена, трупот ќе биде во капела. Ке се чека дали некој ќе пријави исчезнато лице. Неофицијално, удавената жена била на возраст од околу 70 години. Државната изборна комисија денеска започна со дистрибуција и примопредавање на доверливиот изборен материјал на општинските изборни комисии за локалните избори закажани за во недела. Согласно изборниот раковник, ДИК изборниот материјал го предава на ОИК најдоцна во рок од 72 часа пред денот определен за одржување на изборите, а ОИК е должна еден ден пред денот определен за одржување на изборите да го предаде изборниот материјал на избирачките одбори. Шестите локални избори во Македонија ќе се спроведуваат на 3480 избирачки места во 80 општини и во градот Скопје. Вестите од земјава. Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев денеска оствари средба со Нурбах Рустемов, амбасадор на Република Казахстан за Република Македонија. Направивте чекор напред е оценката со која што амбасадорот на Казахстан Рустемов ги оценува промените што се случија во Република Македонија. На средбата е изразена заедничка согласност дека постои голем потенцијал за развој на односите помеѓу Република Македонија и Република Казахстан во области значени за граѓаните на двете држави. Посебно е истакната определбата на двете страни за интензивирање на соработката во областа на економијата. На средбата се разговараше и за поконкретни активности на соработка во областа на енергетиката и на третманот со отпад. Во време кога Македонија влегува во рецесија и се зголемуваат трошоците за живот, според најновите податоци од Државниот завод за статистика, изминативе 4 месеци поред расте индексот на трошоците на живот во споредба со истиот период лани. Индексот на трошоците на живот во септември 2017 година во споредба со септември 2016 бележи пораст од 1,7%, а индексот на цените на мало бележи пораст за 4,1%. Трет месец последователно се бележи пат на индустриското производство, извозот, пониската просечна плата и другите негативни индикатори со што е намалена конкурентноста на македонската економија. Продолжуваме со вестите од светот. Најмалку 37 лица загинаа, 40 се водат како исчезнати по поплавите и свлечиштата во северниот и централниот дел на Виетнам, соопшти службата за итни случаи во земјата. Смртни случаи биле пријавени во 6 провинции, откако неделава голем дел од Виетнам го зафатија обилни врнежи. Карлес Пучдемон, каталонскиот лидер, реагирајќи на ултиматумот на шпанската влада, на Твитер напиша: "Ние сакаме диалог и одговорот е членот 155 да се стави на маса, пораката е примена." Шпанскиот премиер Маријано Рахој синоќа му даде рок од 5 дена на Пучдемон да се изјасни околу својата позиција во врска со декларацијата за независност. Доколку каталонскиот лидер потврди дека прогласува независност на регионот, тогаш Мадрид ќе му даде дополнителен краен рок до четврток, 19 октомври, за да ја смени одлуката, а потоа ќе го активира членот 155 од Уставот, кој дозволува на шпанската влада
да ја суспендира автономијата на Каталонија. Пучдемон во вторникот во својот говор пред парламентот во Барселона им предложи на каталонските пратеници да се одложи планот за отцепување и да се даде време и можност за преговори со шпанските власти околу прашањето за независност. Рахој отфрли било каков диалог. Наводите на медиумите во кои се тврди дека председателот на САД Доналд Трамп побарал зголемување на нуклеарниот арсенал на земјата се целосно неточни, оцени американскиот секретар за одбрана Джеймс Матис. Ваков вид на неточно известување е неодговорно, оцени Матис. NBC News претходно јави дека Трамп на состанокот со неговите советници за национална безбедност во јули побарал драстично зголемување на нуклеарниот арсенал на САД. Трамп ги негираше ваквите тврдења на Твитер. Лажниот BBC News измислува приказна дека сум сакал 10-кратно да го зголемам нуклеарниот арсенал на САД. Чиста измислица, создадена за понижување, напиша Трамп на Твитер. Македонската одбојкарска репрезентација денеска ги доби противниците во квалификациите за пласман за Европското првенство 2019 година. Спартанците се во групата F заедно со Украина, Унгарија и Швајцарија. На Еврошампионатот ќе учествуваат 24 селекции. Половина од нив веќе се познати, а уште 12 ќе обезбедат учество преку квалификациите. Вестите од спортот во продолжение. Тимот на Фени не успеа да ја совлада екипата на Гостивар која изненади на стартот на прволигашката авантура, драматична средба со неколку резултатски пресврти која на крајот резултираше со победа на гостите со резултат 96-92. Многу добар почеток имаа гостите кои по нешто повеќе од 7 минути од играта водеа со двоцифрени поени, но серијата од 9-2 го врати Фени назад во мечот. На истекот на првата четвртина веќе беа прифатливи секако за кавадарчани. Избраниците на Срабиновски на полувреме водеа со 50-45, но домакините успеа да го свртат резултатот во своја полза во третиот период. Јасно беше дека екипата на Гостивар тешко ќе може да издржи со истото темпо целиот надпревар. Загубија здив и Фени експресно се врати, вртејќи го резултатот во своја полза. Одлуката околу победникот пристигна во последните мигови од надпреварот, кога Сегарич и Зекири ја направија одлучувачката разлика. Сега прва такмица е најтешка во првенство, после овие одлагања што беа неколку дена. Се спремивме на некој начин, додовме изигравме еден добар надпревар. Значи морам да кажам, имаме контрола 35 минути, само тие неколку 2-3 минути ни падна концентрација. Но мислам дека Ровев се претвори во прав јунак со тие 3 тројки што ги погоди поред. Значи од 7 разлика се вративме од мртвите. Што да кажам, честитки до моите момци, ова ни е прва победа, како што знаете, Гостивар прошла година влезе во втора лига. Како што кажав, честитки и ништо, идеме понатаму. Честитки на Фени, на Фери, коректната игра. Наефикасни на дуелот кај играчите на Фени беше Шахеб Дејвис со 24 поени и Андреј Магдевски со 21. Тренерот Маленков жали за поразот во првото коло. Според него, надпреварот е изгубен поради недостаток на центарски играчи во неговиот тим. Многу слаба одбрана, 96 приемени поени на домашен терен. Е несфатливо 50 поени прво полувреме, трета четвртина пријаме 17 коша, четврта четвртина исто пак пријаме премногу кошеви, со тоа што со 96 поена не може да тепаме ни второлигашка екипа, ни третолигашка екипа, Непали, екипа која ќе е директен конкурент за во 6-та позиција. Честитки за екипата на Гостивар, поише ја посекуваа победата, подобро изигра од нас. Наше е да се вратиме после овој пораз, да тренираме малце појако, али пак ќе напоменам, ни фалеа уште еден, двајци играчи кои ќе треба да комплетираме составот. Во следниот дуел од второто коло Фени му гостува на Работнички. Надпреварот е закажан за во сабота од 18 часот.
Денеска имавме претежно сончево време. Дневната температура се движеше од 20 до 27 степени. Во наредните денови продолжува периодот на сончево време со постудени утра, а дневните температури ќе бидат во пораст. Во сабота повремено ќе дува засилен северен ветер, а дневната температура благо ќе опадне, но од недела повторно ќе биде во пораст. Тоа е се што подготвивме за денеска. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.